Најавата за забрана уследи, откако тинејџери во неколку држави завршија во болница со проблеми со белите дробови, почнувајќи со тешкотии при дишењето, па до сериозно оштетување на белите дробови по употреба на ароматизирани електронски цигари. Хантер Симс, студент од Тексас, вели дека можел да умре од тоа. Ова мора да престане. Агенцијата за храна и лекови треба да стори нешто пред да биде полошо. Како што се повеќе млади се разболуваат, родителите стануваат погласни барајќи акција. Треба да бараме забрана за сите ароматизирани производи, зашто тоа е мамка за децата. Никој нема да рече ќе го земам ова со вкус на никотин. Сите посегаат по убави вкусови. Трамп во средата најави дека администрацијата ја разгледува опцијата за забрана на овие цигари, не штедејќи ги производителите. Бизнисот со електронски цигари стана многу голем, гигантски за многу кратко време. Не смееме да дозволиме луѓето да се разболуваат, особено што нашата младина е погодена. Секретарот за здравство, Алекс Азар, изјави дека околу 8 милиони возрастни и околу 5 милиони деца во САД користат електронски цигари. Цела генерација деца ризикуваат никотинска зависност заради привлечноста и достапноста на овие производи. Азар рече дека забраната за продажба ќе се однесува на сите вкусови на електронски цигари, освен на оние со вкус на тутун. Производителите ќе треба да бараат одобрение од Националната агенција за храна и лекови пред да ги изнесат на пазарот. Производителите на електронски цигари со вкус на тутун ќе треба до мај 2020 да поднесат барање до Агенцијата за храна и лекови за одобрување на нивните производи. И производителите на ароматизираните производи може да поднесат барање, но нивните производи нема да бидат достапни на пазарот се додека не бидат одобрени од агенцијата. Во сојузната држава Мичиген, забраната веќе е во сила. Нека има вкусови, но нека не се нарекуваат вкусна гума за џвакање или вкусна гумени бомбончиња. Тука е јасно дека се цели на децата. Мичиген може да биде пример за другите, но некои посочуваат и на друга загриженост, кога забранетото станува привлечно. Експертите велат дека еден начин тоа да се спречи е поголема едукација за опасностите од пушењето и кога се работи за така наречените електронски цигари и со координиран напор да се одвратат младите пред да започнат со штетната навика.